Во Штип пропадна филмско сценарио за измама од 40.000 евра. Измамници се јавиле на 65 годишна штипјанка и од неа ја побарале огромната сума за нејзината ќерка. Да се спаси од затвор бидејќи наводно направила сообраќајна несреќа прегазувајќи мигрант. Возрастната жена веднаш се посомневала во приказната, бидејќи според некои информации нејзината ќерка воопшто и не била возач, пошто веднаш се јавила во полицијата, откаде превзеле се за да ги идентификуваат измамниците, кои по обичај се државјани од други земји и користат телефони чии броеви се тешко идентификуваат. Ваков вид на обид за измами во Македонија има секојдневно, а жртви во огромен број случаи се постари лица, кои во намера да ги спасат своите најблиски, сите пари што ги имаат ги вадат веднаш. Дали сте се соочиле со телефонски или друг тип на измами? Со многу измами сум се соочила у живото, само да ви кажам дека тука како што е Штип за измама, на друго место не е. Скорото преку онлайн овоше купувањето успеа некој да не ограбат, ама немам појма како, 100 евра точно, на 3 пати одземаани од картичката пари. Измамата е секаде и секогаш. Па не, до сега никој не ме измамил. Не. Нема кој не е излажал. Жртвите на успешните измами досега на измамниците во Македонија им однеле неколку стотици илјади евра, а трендот се уште не престанува, поради што од полицијата апелираат. Секаков сомнеж за измама треба веднаш да се пријави, а граѓаните да бидат особено предпазливи кога во прашање се непознати броеви и непознати лица без оглед дали на нив нешто им се бара или им се нуди. Предупредуваат од секторот за внатрешни работи Штип. Измамничката иновација со наводни сообраќајни незгоди функционира широм Европа, а во функција сега и вештачката интелигенција, која многу често криминалците ја применуваат за да звучат како роднини и блиска фамилија, со цел да извлечат што е можно повеќе пари.